Тргнуваме. Зградата на Македонската радиотелевизија ја оставаме зад нас и нашата екипа заминува на уште едно патешествие. Овој пат играно документарната програма е задолжена за директниот пренос од отворањето на староновиот Македонски народен театар и секако за реализација на специјален документарен филм во кој ќе ги архивираме историските моменти во текот на оваа значајна вечер, но и ќе дзирнеме позади завесата во VIP делот со цел да ја регистрираме атмосферата меѓу присутните гости. И сето тоа снимено во висока HD резолуција. Ја даваш Александра. Се вклучуваме во директниот пренос од свеченото отворање на новиот објект на Македонскиот народен театар, во кој вечерва 7 декември 2013 година ќе се одржи праизведбата на пиесата Вечната куќа од Јордан Плевнеш, а во режија на Дејан Пројковски. А со низиниот наслов Вечната куќа всушност ќе се овековачи овој историски настан. На 7 декември 2013 театарот во Македонија ја започна својата нова одисеја. Уште едно бескрајно патување низ времето и низ соништата. Новоизградениот објект не е само привилегија, тоа е и обврска да се продолжи по патот на претходните великани, да се чува и негува македонскиот идентитет, јазик и културните вредности. Со кревањето на црвената завеса ќе се оствари сонот на многу генерации македонски театарски уметници, но и публиката ќе добие дом каков што заслужува. И секако, ова не е само наш простор, туку и нов театарски дом на Европа. А сега да се навратиме малку во историјата. Свеченото отворање на Народниот театар во Скопје, кој бил наречен Крал Александар, се одржало во 1927 година. Но таа вечер се случил еден превид, со кој биле навредени постојните посетители, или луѓето од чаршијата, кои не биле поканети на отварањето, на кое присуствувале само представници на власта, службеници и трговци. Но вечерва на свеченото отворање и покрај многобројниот естаблишмент на премиерата, ниту еден билет не беше подарен, а еднаква можност да бидат дел од овој свечен чин имаа сите граѓани преку достапната и отворена продажба на билетите. Е култно место на театарот, дека овде првиот професионален театар пред 100 години е почнал да работи, дека овде е била зградата на турскиот театар која има 106 години, така да се ова не прави горди што не се врати театарот, што не се врати основоположниците и што го прославуваме овој ваков убав ден. 24 часа некогаш нема зборови да се опишат, но се е внатре. И радост, и љубов, и среќа, и задоволство, и сон, пред се сон. И на некој начин и спокој. Спокој затоа што навистина сега почнуваме и отвараме една нова историја во Македонскиот театар. Сите сништа, сите желби, сите оние
внатрешни креации што си ги чуваме како уметници, значи зборувам од сите оние уметници што отворат во театар, можеме сега да ги оствариме. Вечерва заедно со публиката ќе ги отвориме вратите на Македонскиот народен театар и од денеска сите заедно ќе почнеме да сонуваме и да пишуваме новата страница на македонската театарска историја и мислам дека ова е голем ден за Македонскиот народен театар, но и голем ден за културата во Република Македонија. Најпосле, по цели 100 години, буквално 100 години, Македонскиот театар се сели во својата вечна куќа. Еве, тоа се случува вечерва. Сакам да подсетам дека пред 100 години минус 20 дена, дакле на крајот на декември 1913, овде на овој ист брег, ово е театарски брег на Вардар, традиционално, Бранислав Нушиć го отвори првиот театар, кој му изгоре по 40 дена, да не го урочиме. Нам ништо не може више да ни се случи. Ние сме најпосле влезени во еден од најубавите театарски објекти во овој дел од светот. Со оваа зграда, со овој објект, со ова вечерва што ќе се случи, културата целокупна во Македонија ќе се подигне на едно поинакво ниво. Значи веќе нашите деца кога ќе доаѓаат да гледаат театар, ќе доаѓаат во еден модерен европски светски театар кој што има 600 рефлектори, кој што има хидраулика, кој што апсолутно ќе го подигне нивото, значи професионализмот на нашите представи, чувството на публиката кога ќе влезе ова е, мислам, објектот сам по себе е како музеј. Сам по себе предизвикува возбуда и растрепереност, а камоли кога ќе седнеме во публика, кога ќе видиме што се може технички, технолошки, аудио, визуелни и така натаму. Исклучително е ово чувството кога ќе се отвора нов театар. Знаете, во Македонија ние долги години немаме отворена нова театарска зграда, институции да отвараме, меѓутоа нова театарска зграда немаме. Ова велелепно здание мислам дека ќе понуди еден нов квалитет во театарското живење во Македонија. Знаете како велат старите, велат онаму каде што течело вода пак ќе тече. Овде имало театар и повторно ќе има театар. Меѓу присутните на премиерата имаше бројни политичари, уметници и јавни личности, како и угледни театарски професионалци од соседните балкански држави. Вистински предизвик и дилема за нашата камера, кому да земеме изјава, чии импресии да ги регистрираме и да ги сочуваме во дигитален ТВ формат, како сведоштво за оваа вечер, за овој реален пресек во нашата театарска историја. Много се радвам, че в Скопие има нов театър, което за нашия регион на Балканите не се е случило доста отдавна. Тази сграда много ми напомня на театър Одеон в Париж. Тя има някакви такива общи черти, някои общи елементи, които подсказват една такава европейска театралност. Otvaranje jednog ovakvog velelepnog zdanja kakav je Makedonski narodni teatar je nekako čovjeku dođe i da zavidi, zato što država Makedonija prosto ima snage, prostora, želje da nešto uradi za svoju kulturu i za svoj nacionalni identitet. I to svakako treba pozdraviti u svakom trenutku i na svakom mjestu. Sve ovo što vidimo ovde izgleda sjajno, zapravo reč je o odbrani kulture. Kultura se u celom regionu našla na ničoj zemlji nakon svih ovih ratova i svega što se dešavalo. I svaki ovakav podvig u odbrani kulture, u odbrani identiteta jednog naroda, meni to sve izgleda достойно najvećeg poštovanja. Всеки път, когато встъпвам на ново място, където не съм бил, биографията ми започва отново. Много е красив театъра. Разбира се, аз още не съм видял всичко, само сега влизам, но се усеща една много хубава атмосфера.
така както трябва да бъде в един храм на Мелпомен. Mi iz Dubrovačkih ljetnih igara smo ponosni na jedan ambijentalni festival, dakle na otvorenim pozornicama i nemamo ovako impozantnu dvoranu, koliko čujem i vrlo tehnički opremljenu i veselim se vidjeti kako će jedan ovako veliki ansambl po prvi put zaigrati u ovako jednoj velikoj novom kazalištu, tako da mislim da Hrvatska mora težiti upravo ovakvom ulaganju u kulturu i ovako otvaranje novih kazališta. Jedno nacionalno pozorište treba da bude jedna baština i to ne samo kulturna, već i samosvesna baština jednog naroda i ovako lepa jedna zgrada, samo zgrada, a osim toga i taj duh kojim je ova zgrada ispunjena. Ja mislim da će biti u pravom smislu reči dom македонскog духа. Очень долгожданного всеми артистами, режиссерами, я думаю, всеми деятелями культуры Македонии. Все очень ждали этого события. И я думаю, что они не обманулись в своих ожиданиях, потому что прекрасный театр, замечательное пространство, очень уютный, очень располагающий к тому, чтобы относиться как к театру-дому. Не как к работе, а именно как к театру-дому. Это говорит о серьезном отношении, как мне кажется, правительства Македонии к культуре вообще. Толкова години го чакахме и най-после театъра е факт и е изключителен. Просто това, което виждам, е над всички мои очаквания. Новата зграда на Македонскиот народен театар е изградена врз темелите на стариот театар, кој се урнал во земјотресот во 63-та година. Позициониран е на вкупна површина од 7200 квадратни метри, а аудиториумот на објектот е поделен на голема сала со партер и две галерии со вкупно 724 седишта, како и мала сала со 213 седишта. Покрај основната функција на објектот, тој сам по себе представува и музеј во кој посетителите можат да се запознаат со исто помала група. Бевме неколку луѓе кои што исто така не може и да веруваат дека ќе се изгради овој повторно овој сон, овој театар на истото место, но еве година за година театарот го имаме, театарот е овде, значи на истото место со истата архитектура и надворешна и внатрешна, нормално дека во оние делови кои што немало орнаментика во главната сала, сега е внесена орнаментика и посебно ми е драго што успеавме таа орнаментика да е од нашето богато културно поднебје. Македонија заслужуваше еден ваков репрезентативен театар со најсовремените технички достигнувања. Скопјани заслужуваа да се врати стариот театар, што го изгубија за време на земјотресот. Овој театар не е само за Скопјани, овој е за цела Македонија, тој е најрепрезентативниот театар. Честа да го отвори новиот објект на Македонскиот народен театар му припадна на еден од нашите најмаркантни современи драматичари, Јордан Плевнеш. Драмата Вечната куќа се одвива во сите градови на неговиот живот – Скопје, Париз, Њујорк и Јерусалим. И колку што Вечната куќа е метафора за новиот театарски објект и за Македонија, толку е метафора и за целата планета. Ослободувачката мантра на пишувањето на оваа пиеса, Вечната куќа, беше трагедија плюс време рамно на комедија. Почнав да сонувам дека треба да напишам пиеса за тотален театар, дека во една пиеса може целиот свет да биде раскажен. И еве се случи
после долги години тоа да се оствари низ тој анонимен конкурс што беше распишан за драма која ќе го отвори новиот театар. Преку 120 луѓе работат по представата. Зборувам и од актерскиот дел, и од техничкиот дел, и оние што се помошници околу представата. И сите некога се сплотија затоа што има сериозен мотив, голема желба и голема љубов за сето. Очекувам представа која што сите ќе не остави без див, оти јас сум нели малку од фелата, па малку и знам што ќе се случува на сцена. Знам дека тука ќе има фантастична сценографија, фантастично светло, одлична музика авторска. Во представата учествуваат 80 на актери, голем број студенти од Факултетот за драмски уметности и од Факултетот ЕСРА, со што на сцената ќе има цел сплет на генерации. Голем уметнички потенцијал е ангажиран во реализацијата на ова театарско и символично патување на човекот во сопственото срце. И днеска така ние ще имаме удоволствието да присъстваме на едно откриване, на едно първо такова свещено таинство, когато от сцената към зрителите ще така полетят послания, надявам се, които ще останат не само за днешните хора. Очекуjem jednu jako lepu predstavu, pošto sam upoznao pisca, a isto tako i reditelja. Danas popodne i malo smo pričali o tom komadu i slika i prilika, znači bit će nešto jako zanimljivo i izuzetno, to sam siguran. Многу ми беше драго, после работното време ќе си дојдев вака на пробите, така малце смиреност досетам. Можев да ја почувствувам таа среќа, таа, морам да кажам, силна енергија на творење меѓу нив, на соработка. Јас сум убедена дека вечерва, мислам дека сите граѓани, ја се разбира и следната премиера и другата, како и сите представи, ќе бидат горди пред се на уметничкиот капацитет, ќе бидат горди значи на сето она што самата сценска технологија го нуди. Почитувани гледачи, веројатно за неколку минути ќе бидеме сведоци на историскиот момент кој при отворање на нов театар е традиција да се слушне првата реплика на актерот кој ќе изговори, а потоа да следи громогласен аплауз. Запишано е, од Ерусалим во Македонија ќе појдеш. Јас не знам кој каде ми пишу. Но јас живеев само за љубов. Ти се претвори во центар на сиот мој свет. Деновите што ги помина во кибуцот како лажен евреј на Нир. Како можеш да го наречеш терорист човекот која пиеше твојата убавина од секоја клетка на твојата душа? За да го свртат вниманието на Европа кон балканското прашање. Се сеќавам на мојата средба со еден млад, изврсен студент. Вано Јованке, Јовано, Јованke. Herzlich willkommen! Ich stelle mich vor, ich bin Gottfried Neitzeker.
Јас сум Готфрид Најцекер, личен представник на германскиот канцелар Отто фон Бисмарк. И дојдов да ви кажам дека оваа куќа е дадена под хипотека во банката Ротшилд. Вистинското расположение и ефектот од менаџерскиот труд и креативниот потенцијал на уметничкиот кадар можеа да се забележат на паузата помеѓу двата дела, на 3,5 часовната представа. Организацијски се функционираше безпрекорно. Големиот протокол беше усогласен со агендата за таа вечер. Службата за односи со јавност на Националниот театар безпрекорно ги исполнуваше сите наши медиумски потреби. Со чаша вино, публиката ги разменуваше впечатоците од актерската игра, а ние ги искористивме и овие 20 на минути и повторно ја вклучивме камерата, за да слушнеме дел од оние кои учествуваа во креирањето на представата, како и да забележиме по некој впечаток и коментар од присутните. Јас сум единство преживеан уште жив режисер, чијата представа се играла во овој театар стариот. Значи 62 година некаде. Овде сум гостувал, тоаш бев многу млад и многу бев поносен што овде се игра таа представа. И сега имам такви реминисценции, значи сум наистина многу возбуден. Ова е премостување на еден културен дисконтинуитет, кој може да се совлада не со сила, не со пропаганда, ами именно со премостување. После долги години, значи еден простор кој не беше адекватен за една прекрасна глумачка екипа што постои во Македонија. Денеска сме сведоци на еден момент во кој може би започнува една нова етапа за животот на и постарите и младите глумци и следните генерации. Зградата е малку зголемена, смената е концептуално во однос на влезот, свртана е 180 степени во однос на влезот, од причина што гласот и говорот на глумците треба да оди по течението на реката Вардар. Од крајот на 2004 година, кога се распиша конкурсот за едно вакво здание, до ден денеска сме, значи, ние инволвирани во градбата на театарот и нашата работа не завршува тука. Театарот е жива материја која што секојдневно се менува, која се надоградува и верувам дека и понатаму ќе останеме во процесот на низиното надоградување. Почестен сум и радосен сум што сум дел од авторската екипа на овој проект и воопшто што сум дел од овој голем театар. Како што може да видите, тоа е една многу голема масовна представа и целата работа многу комплексна. Долго се подготвувавме за представата. Има многу ликови кои што се појавуваат како карактери, плюс има една огромна екипа на хор. Костимите на некој начин се занимаваат со редукција, во смисла да се доближи целата приказна до денес и да стане современа и да можат да се употребуваат во разни ситуации. Текстот беше многу инспиративен за правење музика пред се, затоа што и самиот текст имаше некои музички предложки и тие беа доволна иницијација за почеток на правењето на музиката. Во договор со режисерот заемно си ги сочувавме работите како во кој правец би се движеле и потоа за време на пробите, за време на актерската игра, актерите беа една од најголемите инспирации. Театарот е место каде човек доаѓа и да се облагороди душата и сите сетила да бидат сите задоволени. Така да представава што имавме вечер да ја видиме. Амбиентот во кој се случува, луѓето кои се во овој простор, уметниците кажуваат за еден неповторлив настан, исклучителен настан за Македонија.
почувувајте се како дома. Драга Стела Бенвениста, почитувам председателя на Меѓународниот суд. Денес во името на Република Македонија, нејзиниот закон, нејзиниот устав и законот за денационализација, јас ве молам да ги отфрлите сите правни анулации за собственоста на вечната куќа и да утврдиме дека таа куќа припаѓа на семејството Бенвениста од денес па наназад до 1492. Оваа вечер сила и мотив да присуствува на премиерата и покрај возраста која е достојна за почит, најде и господја Нада Прличкова, сопруга на доајенот на македонското актерство Петре Прличков, која во овој амбиент накратко се присети на него. Немирен дух и сака и ваму и таму и онаму и што ја знам, али вреден, многу вреден. Прво професијата ја сакаше ненормално. Никогаш нема да намаштува ова цена. Никогаш! А вие, господине Поплавски, сцената во која вие сонувате и ме сонувате мене, вие знаете дека никогаш нема да го напушти мојот дух. Еве сега, по ликот на античкиот теспис, во моите куќи, ги носам сите бесмртни глави, без кои ниједна цивилизирана нација на овој свет не може да живее. Во моите куќи ги носам сите ликови на актери од памтивек до денес. Лично од кралицата Елизавета III, која во врска со поразот на Пиколомини го ангажираше својот амбасадор од Виена да дојде во Скопје за една куќа која идеално кореспондира со оваа куќа чиј што собственик сте вие, за да ве известам дека англиската кралица Елизавета III воопшто не е равнодушна кон отуѓувањето на тој имот што е впишан во актите на империјата. Се случи и првиот громогласен и долготраен аплауз. Го видовме и првото поклонување во новиот театар. Непосредно по завршувањето на премиерата и слегувањето на сплотените актери од сцената, успеавме да регистрираме дел од впечатоците и емоциите на уметниците. Еве, јас сум среќен што ми припадна честа да изговорам првата реплика, која ќе остане во историјата на македонскиот театар, на свеченото отворање на овој велелепен храм на драмската уметност на цела Македонија. Емоциите се уште се тука, тоа е нешто што те разнесува по овие прекрасни сводови на оваа историска зграда. Мислам, ова е вечната куќа наша и да се влезе во историјата, мислам дека е мал збор да си воодушевен, да си среќен. Тоа неколку збора во едно која би ги собрал, тоа е се за мене овој чин. Повеќе од свечено, повеќе од свето, повеќе од љубов. Ова е сигурно еден историски чин кој што нас не плени и ни дава обврска да правиме уште подобри представи. Јас се радувам затоа што тука ќе се родат се подобри представи. Прв пат јас од 92 сум работена во МНТ, прв пат имаме исклучително добри услови за работа и верувајте сите функциониравме како сад. После толку долго време работа, после дружење со колегите, после оваа убавина не се доживува секоја вечер.
навистина сум емотивно, преполна сум со емоции. Како најпрва емоција ќе кажам дека сум горда што стапнав на сцената на Македонскиот народен театар, затоа што пред многу години, кога имав скоро 10 години, влегов во ложата на Македонскиот народен театар, во стариот театар, и оттаму моето чувство на гордост е преголемо. На денешниот ден сум родена и затоа оваа представа е подарок што мојот театар ми ја врачува баш вечерава. Горда сум и почестена што сум дел од целата екипа на Македонскиот народен театар. Таква дисциплина досега немало. Тоа го воведува двајцата наши директори, Пројковски и Лилич, и секој се придржуваше кон тоа, така да покрај тоа што представата трае 3,5 часа, ние не видовме никаков проблем, верувајте, затоа што бевме мирни, дисциплинирани и послушни. Да се отвори еден ваков театар е стварно посебно чувство. Да бидеш дел од тој спектакл е навистина посебно. И многу ми е мило што сум дел од отварањето. Фактички влеговме во историјата. Среќа, радост, олеснување, после еден голем труд, после месеци интензивни проби, после очекување како ќе биде, што ќе биде, со едно чувство на товар, да биде све совршено, да кажам, затоа што не секоја година се гради вакво здание, сами сте сведоци колку е убаво, колку човек прекрасно и достоинствено се чувствува на едно вакво место. Мислам дека имавме фантастичен протест полн со креативност, енергија, позитивна енергија, така да многу беше убаво, поготово и денес кога сите се бодревме, така да стрикни сме. Импресивно. И се разбира дека треба да ги соберам своите впечатоци, но извонредно. Колегите како издржуваат да играат, но тоа нам не е пракса да издржиме. Убаво. Публиката кажа своето. Овој сега театар, мислам стариот нов, тоа е веќе на граѓаните од цела Македонија. Верувам дека ќе биде вечен и дека ќе има многу добри представи и многу публика. Оваа декемвриска вечер бевме сведоци на првиот чекор и на големата визија за развојот и за дострелите на театарската уметност. Го воочивме мотивот предизвикан од градбата на новата театарска зграда. Но ова е само почеток. Дури сега започнува патешествието и вистинското искачување. Во таа насока еве дел од заклучните впечатоци и размислувања за тоа како понатаму. На ова сцена треба да се случува најдинамичен, најпровокативен, најинтересен театар во овој дел од Европа. И тоа му посакувам на ово чудесно здание. Ja želim ovom teatru i kulturi makedonskoj puno uspjeha na velikoj sceni Makedonskog narodnog teatra i siguran sam da sve ono što je dobra tradicija i nasljeđe makedonskog pozorišta da će kroz ovaj teatar i sa ove scene u budućnosti i u savremenosti zapravo biti jedna važna poruka koju ćemo svi zajedno dobiti kao i region i sve čestitke od mene kao direktora Crnogorskog narodnog pozorišta i svih kolega koji čine teatar crnogorski. Се отвора нова страница на македонскиот театар. Јас сум во театарот во последните 20 и нешто години и тука на сцената сега имаме се за што сме си мечтаеле со години. Во смисла ние работиме, меѓутоа кога некоја сцена има вакво осветлување, тогаш и мојата работа и работата на сите просто добива друга драматургија, други димензии. Мислам дека тие што ќе работат овде ќе бидат навистина привилегирани. Мислам се ставам и себе си во тие што понекогаш нели ќе прават представи. Сега на крај кога го гледаме сето ова здание завршено, еве првата представа више, значи веќе тука ќе се одвие више оној театарски живот централниот театарски живот во државата. Така да навистина се останува, ова го предаваме на
ние како архитекти што го сеќаме, што го чувствуваме се тоа како наше дело, како наша рожба, ја предаваме веќе на јавноста, предаваме на театарските работници, ги предаваме на нашите граѓани, предаваме на целата наша држава. Секоја генерација има долг да создаде нешто вредно, да го даде најдоброто од себе и да не отстапи од идеалите. Без намера за оценка на чинот, неправедно би било да не констатираме дека одамна во уметничкиот свет кај нас и на Балканот немало ваква силна енергија, чувство на единство, синергија и оптимизам. На младите им посакувам да дојдат, да го осетат вистинскиот дух на театарот. Бидејќи ние навистина после земјотресот имавме театри кои беа на некој начин и импровизација од театар. Вечерашната представа видовме што може и што нуди еден вистински театар. Едно какво е доживувањето да се биде во вајалков амбиент и со сето она што го нудат сценските можности и сето она што поседува еден навистина извонреден театар. Мислам дека со ова доаѓа една нова ера во македонската театарска историја, една нова култура, која што верувам дека за идните години многу ќе значи. Ваквиот театар бара навистина пиеси и творештво со идеи. Со ситни магионичарски трикови да не се појавуваат, оти ова е таков тип на театар во кој е се дозволено. Се е можено, се може да се ради. Све освен кич. Овде пред нас се донесени основоположниците на македонскиот театар, Чернодрински, Джинот, Крле, Панов и Љуски, на некој начин се вратија дома. Во својот живот не биле многу среќни, не биле многу почитувани, али сега македонскиот народ ги врати на своето место. Веќе помина полноќ, навлегуваме длабоко во ноќта. Актерите се поклонија, сцената почна да се расчистува. Гостите со своите впечатоци го напуштаат фоајето. А ние, со снимателот Мижи Маков, полека ја собираме опремата. Помалку изморени, но сепак многу задоволни, затоа што македонската радиотелевизија успеа да овековечи уште еден историски момент. Ја збогативме нашата архивска ризница со инсерти за паметење. Успеавме да додадеме уште една вредност во наследството за идните генерации, чие архивско значење ќе добие голема тежина за 30, 50 или можеби за 100 години. А вам ви посакуваме многу волшебни театарски мигови. Дозволете им на актерите од Македонскиот народен театар да ви ја подарат нивната насмевка и ве поздравуваме до следниот пат, до следната телевизиска средба.